Добро утро. Вистинско време е средина на работната недела да ја започнеме со ново во градот. Денеска патуваме во Куманово, патуваме во Тетово и на крај патуваме во Струмица. Колегите се со мене, Ивица Стојановски од Куманово е со мене и Зоран Јовановски од Тетово. Добро утро, колеги, како сте ова утро? Иако малку ни се расипа времето, но веќе викендов, ајде да ви израдувам. Велат синоптичарите дека не очекуваат високи температури, 30 степени, па и над 30 ки имаме викендов. Верувам дека машката популација со нетрпение го очекува и почетокот на ова издание на Ново во градот. Ивица, зашто ќе зборуваме? Со какви информации го отвараме денешното издание на Ново во градот? Така, Јована, добро утро од Крива Паланка, да те поправам, а не од Куманово. За разлика од вчера, денеска овде времето ве поздравуваме од едно време кое што малку врнежливо, облачно и ветровито, меѓутоа за среќа вчера се погоди времето, токму на денот на одржувањето на она, како што кажа ти, што им беше интересно пред се на припадниците на машката популација. Тоа е 8-то издание на релито Калин Камен, именно веќе 8 година, токму денот на македонските просветители Свети Кирил и Методи е повод на едно место да се соберат сите оние автомото ентузијасти од цела Македонија, па дури доаѓаат и од странство за одржувањето на релито Калин Камен. Мотото е да ги запознаеме убавините на Осоговските планини, се крстосува низ Осоговските планини низ повеќе општини, околу 60 на километри, и во тоа рели уживаат сите оние кои што се, како што кажав, автомото ентузијасти, уживаат во брзините, сакаат да ги покажат своите возила, дали мотоцикли, четвороцикли, дали џипови теренци, се она што е нели на погон на 4 тркала или на 2 тркала. Крстосуваат 60 на километри, како што кажав, околу 80% од патеката е земјена, значи нема асфалт, се поминуваат низ многу убави предели кои што изобилуваат со културно-историски знаменитости, меѓутоа пред се природни убавини. Тоа и мотото, како што кажав, да ги запознаеме убавините на Осоговието. Од 2009-та се одржува ова рели, иницијативата беше на општината, пред се градоначалникот Арсенчо Алексовски, меѓутоа организацијски е помогнато од автомото клубот тука од Крива Паланка, Офроуд Осогово. Како што кажав, вчера беше убаво времето, се одржа 8-то издание, ние ги имаме импресиите, не можевме вчера затоа што нели немаше издание оваа емисија, не можевме во живо да го проследиме, меѓутоа можеби уште подобро затоа што сега ќе пренесеме како беше и на почетокот, како беше и по завршувањето, како што кажав, навистина една интересна манифестација која што собира околу 100 учесници, значи тоа се околу 100 возила, дали мотоцикли, четвороцикли и џипови, над 400 можеби се одвезува и крстосува по планините. Висинската разлика која што ја има највисоката точка е Царев врв, каде што се искачуваат сите учесници на 2085 метри. Висинската разлика е околу 1500 метри, како што кажав, се поминува асфалт, многу мал дел, околу 10 на 20% само до селото Мождивњак, па потоа Кучешки преслап, Костадиница се оди до Браната, па преку Царев врв се спуштаат до Калин Камен, местото по кое што релито и го добило името, за да се заврши сето тоа по некои 8 часа возење во манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде што учесниците ги очекува топло манастирско гравче. Предлагам да видиме како беше вчера на почетокот, пред почетокот на релито, кога тука токму каде што се наоѓаме на плоштадот во Крива Паланка, се стурија, се собраа сите оние учесници и за момент ја прекинаа таа утринска тишина, затоа што некаде околу 7-8 часот се собираат за да тргне по 8 часот релито кон Осоговските планини. Значи предлагам да го видиме прилогот кој што беше за кој што се однесува на она пред почетокот на релито. Осмата порета авантуристичка манифестација која одблиску ги доловува сите убавини на Осоговските планини, рели Офроуд Осогово, и годинава традиционално се одржа на 24 мај, денот на сесловенските просветители браќата Свети Кирил и Методи. И годинава манифестацијата започна со пријавување на учесниците на собирното место, градски плоштад Крива Паланка. Организаторите од локалната самоуправа на општина Крива Паланка искажаа задоволство што секоја година се поголем број љубители на планинските авантури се дел од ова рели, кој им ги презентира на дланка сите убавини кои ги крие овој дел на Осоговието. Доаѓаме од Скопје, по втор пат сме на оваа манифестација. Ни се бендеса, така на Осогово се вози, интересно. Така, со какво возило учествувате, колку умина сте вклучени во вашата тура? Четворица сме ние со Defender. Кога има добра организација, ние доаѓаме на вакви тури. Спремни ли сте за турата? Од каде доаѓате? Од Паланка, Крива. Колку пати до сега сте учествувале? Прв пат.
Што ве привлече за да учествувате? Моторите. Природа. Прв пат учествувам во Крива Паланка. Така ви привлече планинската авантура, а колку време возите мотори, дали учествувате на други вакви авантури? Не, прв пат учествувам. Од Скопје доаѓаме, од клубот 4x4.mk. Традиционално е ова ваше учество во Кривополаничкото рели Калин Камен? Да, традиционално веќе 4-5 пат доаѓаме овдека. И дружењето е побитно, значи се вози по планините на ова преубава планина. Препорачувате и останати ваши пријатели и учесници на вакви авантури да дојдат да учествуваат на офроуд Согово? Па секако, гледам дека од цела Македонија се собрани овдека, секоја година традиционално доаѓаат. Има и од Србија доаѓаат, има од Бугарија. Стотина джипови, теренски автомобили, мотори и разни офроад возила беа дел од рели Офроуд Согово 2016-та. Ние го проследивме почетокот на убавото планинско дружење на Тркава. Верувам дека кадрите на колегата Горан Стојановски, секако изборовите на колешка Ирена Белешковска многу подобро ја сликаа ситуацијата од она што го објаснував јас претходно. Навистина беше интересно вчера, а за тоа како поминале во оние 60 на километри, тука сме ни помалку ни повеќе со градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, како што претходно кажав, еден од иницијаторите за всушност одржување првото на ова рели уште во 2009 година, па пред да ве прашам за идејата која ви беше, ќе ја прашам вчера како поминавте, дали беше секако што е планирано? Најпрво добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Нова. Еве, мислам навистина вчера имавме еден прекрасен ден и времето ни послужи. Имавме досега незабележително голем број на пријавени ентузијасти, како што кажавте, од секаде од Република Македонија. Имавме и од Србија. Крива Паланка утрото личеше навистина на едно празнично утро во кое имаше над, јас ќе ве исправам, имаше над 120-130 джипови, имаше некаде околу 40 до 50 троцикли, четвороцикли и мотори, крос мотори, така да се створи една атмосфера, се створи едно движење, една бука со сите овие машини. Колоната почна во околу 8:30, така да она што е најбитно и што е најважно, јас сум задоволен дека се помина во добар ред, немавме никакви инциденти, немавме никакви повреди или нешто слично, така да сите се задоволни од она што бевме. Значи, тргнавме од овдека од плоштадот на ВМРО во Крива Паланка, преку селото Мождивња, Острес, поминавме на територијата на општина Кратово, се спуштивме на езерцето на Злетовското езеро, каде што ни се приклучија моторџи и луѓе со джипови од општина Пробиштип и Кратово, каде што се сретнавме со градоначалникот на општина Пробиштип. Од тука ја продолживме трасата кон Цареврв. На Царев врв веќе не чека неколку, некаде околу 40-50 джипа од Македонска каменица, од Кочани, каде што беа присутни и градоначалникот на Македонска каменица, на Кочани, на Чешиново, Облешево. Навистина имаше силен ветар, но сепак луѓето се дружија тука, секој на свој начин се. Мислам дека на самата караула имаше околу 700 до 800 луѓе. Она што е интересно, се работи за караула од времето на она пред бивша Југославија, може би тоа е рушевина, и ќе кажам дека може би пред 100 години имало толку народ и сега се собра околу најмалку 700-800 луѓе имаше горе. Временските услови не беа кој знае какви, затоа што имаше силен ветер,
Тргнавме на крајот, да кажам дека после кога тргнавме почна и дожда и снег да пропрскува, така да поминавме, потоа се спуштивме на езерцето на Калин камен и тука имавме одмор, направивме едно дефиле низ градот, низ Крива Паланка и потоа се качивме во манастирот на традиционалното манастирско гравче. Верувам дека штом ова импозантна бројка сте ја постигнале, најмасовно издание се исполнува и целта, тоа ли беше идејата пред 9 години, пред 8, кога тргнавте со организацијата на ова рели? Па да, пред 8 години неколку ентузијасти од Крива Паланка ми предложија ова да го направиме, а јас ја прифатив ова идеја, значи тоа беше првата година јас кога станав градоначелник, ја прифатив нивната идеја, направивме еден план како тоа ќе биде, тие направија здружение, Офроуд невладина организација и тие заедно со општината Крива Паланка, сите овие 8 години, сите овие 8 офроуд турнеи што ги имаме низ Осоговските планини, ги правиме заедно. Во најдобар ред и мислам дека сите оние кои биле се задоволни. Како што кажа, вчера имавме навистина гости од секаде од Македонија, имавме чест да биде присутен и амбасадорот на Словачка, имавме чест да имаме присуство од канцеларијата на Европската унија, така да и тие луѓе беа воодушевени од сето она што го поминале, затоа што навистина е необично. Сите ние се движиме по асфалтот и сето тоа, но планината и оние неравни патишта си даваат свој предизвик, си имаат свое кое е навистина убаво. А убавините на Осоговските планини се навистина нешто кое треба да се види и нешто кое треба да се доживее. Тоа ќе сакав да ве прашам, сите си ги фалат своите места, меѓутоа какви впечатоци имате вие од овие сите гости, навистина се убави, баш неоткриени некои делови низ кои што поминува ова релито, имав и јас искуство 2-3 пати да одам, нема проблеми, секако тоа се проверува, има инспекција пред да се одржи релито, нема проблеми доколку нема секако обилни врнежи, така ли беше и вчера и задоволни ли се сите оние кои што поминаа, ќе дојдат ли пак? Да, апсолутно, ние пред да го почнеме релито, значи неколку дена пред тоа праќаме екипа да ја помине трасата, да видиме да нема некои одрони, се случувало да имаме и соспи, па доколку има соспи ќе пуштиме машина да ги разбие. Ова година немавме таква работа, сето тоа беше во најдобар ред, нормално, тоа е планински терен, не е равен пат, но и тоа е предизвик. Сите оние што беа, со сите што разговарам, имаат многу добри впечатоци од целата оваа работа, и од самата организација, и од самиот настан, и од дружењето со луѓе, се запознаваат меѓусебно, се дружат, се договараат за други релија кои ќе бидат, затоа што ова се навистина ентузијасти кои се присутни на планините со своите возила, со своите теренски возила, живеат за тоа, има луѓе кои одат навистина многу до екстреми. Да, до екстреми, и тоа е еден предизвик за сите нив, а нашиот терен, нашата планина е навистина убава и мислам дека добар дел од луѓе во кои беа вчера прв пат доаѓаат и се воодушевени од убавините на Осоговските планини, а и самото мото кога ја направивме ова манифестација да функционира мотото беше да ги запознаеме убавините на Осоговските планини. Колку е важно тоа што досега немало ниту еден инцидент, затоа што, како што кажавте, имаме работа со навистина моćни и возила, теренци и со мотоцикли, луѓе кои што секако се вешти во управувањето, меѓутоа сакат нели да ја покажат таа моćност и не предвидлив предизвикувачки терен, колку е значено што досега се поминало организацијски како што е потребно. Па за нас е многу значено, јас ќе искористам оваа прилика да им се заблагодарам на сите учесници што беа во оваа трка. Ова не е трка, ова е ревијално рели, сите оние кои беа учесници во релито, да им се заблагодарам на дисциплината која има, затоа што сепак тука има едно другарство, една дисциплина, нема на претркување, нема, и тоа ни беше и целта, затоа што сепак има и некои терени, некои места кои се опасни. И доколку го направевме тоа да биде и од надпреварувачки карактер, можеше да настане инциденти, а вака ревијално сите да видат, да поминат, да ја осетат планината, да ги осетат деловите што се навистина убави на Осоговските планини и да посакаат повторно да бидат наши гости, повторно да дојдат во Крива Паланка.
Така ете ги впечатоците на градоначалникот, како што каже и тој самиот, најчесто се поминува низ 4 различни годишни времења во текот на овие 60 на 70 километри, за тоа како поминаа учесниците по враќањето, ќе проследиме од изјавите на манастирот Свети Јоаким Осоговски. Ово е нама прво учешće на овом релiju. Ова е наше прво учество на релито, а има и добри причини за тоа. Прво поради празникот, чествувањето на светите браќа Кирил и Методи, а тоа пак е тема која ги поврзува Македонија и Словачка. Словачка е единствената земја која преамбула на уставот има директна референца која се однесува на културно-историското и духовното наследство на Кирил и Методи. И други разлог е тај. Втора причина е што Крива Паланка има посебно значење за мене. Покрај тоа, првата општина која успеав да ја збратимам со словачки град, градот Свидник. Да, на драго срце, повторно ќе дојдам тука. Дефинитивно врло радо. Ова е мое четврто или пето учество и понатака ќе учествувам затоа што и на сите препорачувам да бидат ако имаат можности да доваѓаат, затоа што тука пред се дружењето е на највисоко ниво, позитива е све и организацијата е врв. Да, долазиме веќе друге године. Доаѓаме втор пат, природата е прекрасна, а луѓето се гостопримливи. Прв пат сме од Охрид во Осогово. Значи клубот иначе од 2010 година и одиме по низ цела Македонија, од кој официјално ни е регистриран Офроуд Охрид 2015 година. Така да и ова година за месец јуни планираме ова исто да го направиме во Охрид со спиење и логорување во кампот Љубаништа, каде ќе се вози по сув пат околу 70 километри. Како сте задоволни од рутата која што ја нудат Осоговските планини од убавините? Многу добро организирано, веќе тие другари наши имат големо искуство, пошто ова им е 10-та година поред, а наша ќе биде прва година оваа година. Така нешто особено ви остави впечаток од нашите планини? Затоа што од вчера сме дојдени, многу ми остави впечаток манастирот, сите спиевме во манастиров и ми остави стварно голем впечаток тој и Осоговските планини, што цел ден денеска ги возиме и уживаме во нив. Кажете ми, ова не е ваше прво учество, зошто традиционално се навраќате? Допадлива ли е рутата низ Осоговските планини? Да, со луѓето сме стари пријатели, веќе традиционално секоја година го одржуваат и ние, значи во секоја година во поголем број доваѓаме. Бидејќи рутата е многу добра, интересна и секоја година има поголем број на учесници. Покрај што возиме кај нас во Штип, значи на нашата планина Плачковица, колку можеме учествуваме и на другите што се значи традиционални вакви настани. Адреналино е значи 100. Тоа можам да ви кажам. Ние доваѓаме од Штип со кросеви, со мотори на 4 тркала, односно атевиња, имаме сега што се најнови и УТВ. Тоа се мотори. Па планираме бројот на клубот да ни се зголеми секоја година, да бидеме што повеќе присутни на другите настани во Македонија. Мартин Давидковски од Крива Паланка. Овој пат по четврта година поред. Според мене многу убав спорт. Јас се викам Андреј Вајански, имам 12 години. Не учествуваш прв пат, кажи ми, како ти се допаѓа ова рели? Многу ми се допаѓа, интересно по планините кога се возам, кога имаме паузи. Колку пати до сега учествуваш? Ова ми е втор пат. Дали ти е тешко со ова твое возило сам да искачиш? Од кога љубовта кон моторите и кон ваквите возила? Па тато прв пат ме качал на мотор кога сум имал 6 месеци, а сум почнал да возам мотор од 4 години. Мора да ти признаам дека не само на машката популација, туку и колешките со внимание гледавме сите. Ти благодарам многу за ова интересно, навистина адреналинско стартување на ново во градот. Веќе можам да искористам и да најавам дека јас и ти за прв пат ќе се вклучиме во петок од Кратово. Се надевам дека на гледачите ќе го задржиме вниманието и дека повторно со нетрпение ќе очекуваат да видат што се случува во Кратово. Ете, за прв пат ќе имаме можност да го видиме и тој град. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. А сега му посакувам официјално добро утро на мојот колега Зоран Јовановски од Тетово. Зоран, ова е прво твое јавување во ново во градот. Навистина ми е задоволство и се надевам дека нема да ни биде последен. Кои се информациите најнови од Тетово? Со што ќе се збогати дополнително Тетово? Кои се проектите?
Да, еве во ова јавување јас најновата информација да ја кажам за сите жители на Тетово дека непосредно пред започнувањето на емисијата во Тетово задува многу силен ветер, така што во текот на ова јавување можеби мојата коса нема да изгледа баш онака како што јас се подготвував, но ќе се потрудам да изгледа сето тоа како што треба и ни носи веќе и темни облаци, па може не и дожд денеска. Тоа е за тетовци да знаат како да се однесува денеска во текот на денот. Инаку еве да започнеме со темата која што всушност ја отвори министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој при посетата на Тетовскиот регион, односно при посетата на општина Јегуновце, најави дека ќе започне реализација на проект за изградба на домови за стари лица на повеќе локации низ Македонија. Таа изградба би се одвивала во 3 фази и само напомена дека во првата фаза, чии што работи се веќе започнати, ќе биде изграден дом за стари лица во една скопска населба со капацитет за сместување на околу 170 лица. Меѓутоа немаше информација дали таков дом ќе се гради и во Тетово или пак на која друга локација. Еве за повеќето информации кои што на оваа тема ги даде министерот Диме Спасов, да го погледнеме прилогот. Изградба на домови за стари лица во неколку општини во земјава. Ваков проект најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при посетата на општина Јегуновце. Изградбата би се одвивала во 3 фази. Според Спасов, при првата фаза веќе започнале подготовки за изградба на првиот објект во Скопје. Планирано е да се обезбеди сместување за околу 170 лица. Проектот е сега завршен, дури ја почнавме процедурата за одобрение на градба. Имавме одредена модификација на локацијата која што беше за старскиот дом, имаше потреба од повеќе катови. Тоа се заврши. Архитектонско-урбанистички проект правеше општината, сега проектот е готов, очекуваме одобрение за градба во следниот месец да биде извадено, да. Што значи јуни-јули би требало да почне? Би требало набавка да распишеме за повеќе годишна јавна набавка и некаде во до крајот на септември-октомври би требало да почне изградбата на првата фаза. Во Тетовскиот регион нема дом за стари лица, а нема информации дали е предвидено да се гради. Сместувачки капацитет има во објектот на Сдруженијето на пензионери познат како пензионерски дом. Изграден е во 70-тите години на минатиот век и оттогаш Сдруженијето направило неколку мали зафати за обнова. На горниот спрат има 9 соби кои се во многу лоша состојба. Тука сега живеат само 2 лица. Зоран, и други проекти се најавени. За какви проекти станува збор? Имено во патната инфраструктура, чинам, беше главниот проект. Да, така е. Имаме и информации за подобрување на патната инфраструктура во Реканскиот крај. Тоа е оној крај што на некој начин ги поврзува Маврово и Дебар. Тоа е еден крај со живописна природа на кој што дефинитивно му требаат повеќе инвестиции за подобрување на патната инфраструктура. Токму една таква започна изминативе денови, започна обновата на патот кој ги поврзува селата Битуше и општинскиот центар Ростуше. Иако се работи за многу мала делница, нешто повеќе од 1 километар, сепак овој пат има големо значење за жителите и не само за оние кои што живеат таму, туку и за оние кои што прават бизнис во Реканскиот крај и се обидуваат да развијат туризам во ова прекрасно место од Македонија. Патната инфраструктура е многу важна за сите оние кои што се иселеници од Реканскиот крај, а таму ги има многу, за потоа парите кои што ќе ги спечелат во некои од развиените земји, повторно да можат да ги инвестираат во Македонија. Зошто е битно да се инвестира во патната инфраструктура во Реканскиот крај и што таа значи и представува за жителите од овој регион, да го погледнеме прилогот, а после прилогот веднаш имам и неколку други информации токму за оваа тема. За околу месец и половина треба да заврши обновата на патот што го поврзува реканското село Битуше со општинскиот центар Ростуше, што сега е во многу лоша состојба. Работите на овој патен правец во должина од околу 1 километар и 200 метри започнаа деновиве. Ова се први активности за негова обнова по повеќе од 35 години. Во Битуше има околу 90 постојани жители, но во летниот период со враќањето на иселениците, бројот на жители достигнува и до 500.
Ќе значи еден стимул за развој на прво на руралниот туризам, потоа значи имаме тука и некои погони кои исто така се надеваме дека ќе се активираат. Работите на патот Ростуше-Битуше се резултат на добрата соработка на општината и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Овие институции реализирале повеќе заеднички проекти во Реканскиот крај. Вредноста на проектот е околу 7,5 милиони денари, каде што предвидува комплетна реконструкција, како и изградба на односно проширување на двата мостови кои што се на патот до селото. Животот на руралните средини е многу повеќе од работа на земјоделието и вложување исклучиво во земјоделието. Руралните средини имаат потреба и од сите оние работи кои што ги содржат веќе урбаните средини, како што се патишта, водоводи и канализации, и токму тоа го правиме преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, каде што општините секоја година се поддржуваат за инвестиции во инфраструктурни инвестиции, обновување на селски патишта, обновување на селски улици, поврзување со регионални и магистрални патишта, поврзување на две села, како што е ова конкретниот пат што денеска започнуваат работите. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во текот на оваа година со 2 милиарди денари ќе помогне во реализацијата на 180 инфраструктурни проекти низ руралните општини во целата земја. Да, токму така, од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој се оние кои што заедно со општината Маврово Ростуше го реализираат овој проект. Сакав да кажам дека Реканскиот регион изобилува со природни убавини кои што треба да ги зачуваме, но и да им ги представиме на сите оние кои што се влюбеници во природата. Тука има големи услови за развој на селскиот, планинскиот, манастирскиот туризам. Од моите многобројни посети на тој регион при нашата новинарска работа сум можел да се уверам во тоа. Меѓутоа, без засилени инвестиции во подобрувањето на инфраструктурата, сето тоа многу тешко би одело. А исто така и селениците кои што ги има, кои што се многобројни од овој регион, за да ги инвестираат своите пари повторно тука, што веќе засилено го прават изминативе години, исто така бараат повеќе вакви како овој проект и реализација, да се поврзуваат село со село, да се поврзуваат со магистралниот пат кој што поминува токму низ овој крај, за да може бизнисот и туризмот воопшто да се развиваат во добар правец. Добро е дека веќе сме тргнати во позитивен правец, така да се надевам дека ќе стигнеме и до тој степен и да имаме навистина убав развиен район, па и да ни се јавиш од таму и да зборуваме за веќе реализирани проекти. Но убаво е што стартуваме. Би сакала да малку да отидеме на една друга тема. Значи од инфраструктура идеме на култура. Повеќе детали се разбира кај колешката Елена Џугуманова, ќе имаат можност гледачите да слушнат за овој фестивал, но ајде да го начнеме и ајде да го најавиме. Зоран, за каков фестивал, што ќе се случува? Да, така е, комплетниот прилог ќе го погледнат гледачите во другите информативни изданија. Јас ќе само да ги известам дека синоќа во Тетово започна 5-тиот поред интернационален филмски фестивал Watch Out во организација на Центарот за балканска соработка Лоја. На овој интернационален филмски фестивал настапуваат автори со своји дела од повеќе од 40 земји. Ќе бидат прикажувани анимирани, документарни, кратки филмови. Проекциите започнаа синоќа, а ќе траат до 27 овој месец и се секоја вечер во дворот на музеот на Комунистичката партија во Тетово. Тој двор има еден прекрасен, да го наречам, мал амфитеатар во кој што има многу убави услови за кинопроекции. Така што да сите љубители на филмот, на филмската уметност, можат да погледнат нешто сосема поразлично од она секојдневно што можеме да го погледнеме во кината и да уживаат во овие мајски вечери на филмот во Тетово, така да ги наречам. Се надевам дека нема да им врне и да им дува ветар и ќе можат да уживаат во прекрасниот амбиент во музеот на Комунистичката партија во Тетово. Само да напоменам дека на овој фестивал учествуваат и реномирани европски имиња од
филмската уметност се доделуваат и награди, а за прв пат годинава награда доби и наш млад тетовец, за што ќе известуваме во следните информативни изданија. Јована, да продолжиме со искачувањето на Титоврв овој викенд. Ете така, сега сакав да кажам, ми го зема зборот. Се надам дека ќе ги послужи времето титовци да уживаат во проекција на филмовите, но дефинитивно имаме веќе најава дека ќе не послужи убаво време викендов. Ајде каде ќе се соберат сите спортисти и оние кои што се љубители на здравиот начин на живот. Па може ќе ги потикнеме и оние другите да сакаат да дојдат да се придружат. Планинарите не ги плаши времето. Сум присуствувал на искачувања на Титоврв во различни временски услови. Тие знаат да кажат дека на Попова шапка и на Шарпланина воопшто во еден ден се менуваат сите годишни времења, но тие се подготвени за било какви временски услови. Мислам дека и годинава нема да има некој поголем проблем при искачувањето. Значи, традиционалното 35-то искачување на највисокиот врв на Шарпланина Титоврв е викендов на 28 и 29 мај во организација на планинарскиот клуб Љуботен. Како и секогаш се очекува во Тетово и на Попова шапка да пристигнат планинари од повеќе балкански земји, но и како што е традиција од многу европски земји кои што сакаат да ги видат убавините на Македонија, а оние кои што веќе ги виделе гости од Холандија, од Чешка, од Франција и други земји, да не ги набројувам, повторно доаѓаат секоја година за да присуствуваат на традиционалното искачување на Титоврв. Денеска ќе се одржи и официјалната пресконференција на која организаторот ќе ја најави самата манифестација, на која ќе бидат соопштени сите детали поврзани со искачувањето, каде треба да се пристигне, кога е искачувањето, какви услови ќе имаме на теренот, значи временската прогноза, какво време викендов ќе не очекува за да знаат планинарите да се подготват за ова искачување и сите останати детали за оваа манифестација, а јас знам дека сите оние кои што ќе учествуваат планинари на ова искачување традиционално, уште многу порано се подготвуваат за познатата планинарска забава, по која надалеку е позната ова манифестација искачувањето на Титоврв, затоа што ќе се искачи врвот, а потоа се ужива и се прославува до доцна во ноќта. Мислам дека и годинава ќе биде убаво, забавно и возбудливо, една убава авантура. Па навистина мислам дека заслужува еден таков подвиг да се прослави на крајот од сета таа мака, ајде сладка мака да ја наречеме, еден убав јавен повик до сите. Информациите и деталите се разбира ги очекуваме од вас за местото, времето, каде ќе биде збирното место, се разбира каде сите граѓани ќе можат да дојдат. Времето ќе не послужи. Зоран, ти благодарам многу денеска за ова јавување на средина на работната недела. Ти посакувам убав и успешен ден и се разбира и остаток од оваа работна недела. Нека не ни биде ова последно јавување во Новоградот. Ми беше задоволство што ти имав денеска од Тетово. Поздрав од мене. Почитувани, останете со нас, останете на оваа фреквенција, патуваме во центарот на Струмица. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во нашата куќа. Холе за децата значи здравје и вкус, а за мајките мир и спокој. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Наталија ни се приклучи од центарот на Струмица. Нате, како е ова утро? Струмица, средина на работната недела, ново случување за прв пат во Струмица. Саем на книгата. Ајде деталите.
Да, така е, Јована, поздрав до тебе и до сите гледачи на Ново во градот од телевизија Нова. Ние се вклучуваме повторно директно од плоштадот Гоце Делчев од Струмица, каде што за прв пат ова година се организира сајм на книгата, меѓутоа подотворено. Веќе 10-та година подред, јубилејно, овој сајм се одржуваше во библиотеката Благо Јанков Мучето во Струмица, меѓутоа од ваков тип на отворено за прв пат не се случува оваа година, кој што се надевам дека ќе продолжи за многу години во иднина. Токму позади мене се уште е рано, бидејќи некаде околу 10 часот отвараат штандовите, ќе почнат да се редаат од 17 издавачки куќи книги кои што граѓаните на Струмица па и пошироко може слободно да си одберат и да си ги купат. Ние присуствувавме на официјалното отварање на овој сајм на книгата, кој што се случува за прв пат овде во Струмица, па доколку е спремна изјавата на Јосиф Христов, председателот на Советот на општина Струмица, предлагам да ја погледнеме. Драги сограѓани, почитувачи на литературата и љубители на книгата, почитувани дами и господа, останало верувањето дека секоја работа најдобро е да се започне во понеделник. И невистина е така. Денес сме сведоци како една изворена идеја на младите наши сограѓани понеделнички се преточува во една прекрасна реализација. Станува збор за сајм на книгата под отворено небо, која има за цел да им ја доближи книгата на граѓаните, особено на оние од помладите генерации. Организатори на оваа невообичаена сајмска манифестација се Младинскиот совет на Струмица, Академијата АБЦ и локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица, а истата ќе се одвива под мотото "Ајде да читаме". Читањето на книги во овој неубав амбиент во кој се наоѓа нашето општество, за многумина би представувало бегство од реалност. Но чинам дека е уште подобро ако книгата ни помогне да се соочиме со истата таа реалност или да ја промениме на подобро. Како и да е, книгата била и останува наш сопатник, наш пријател и наш поттикнувач за откривањето на нови хоризонти. Книгата и животот се во меѓусебна симбиоза. Велат дека животот е како книга. Никогаш не можеш да ги избришеш веќе напишаните страници, но во секој момент можеш да започнеш ново поглавје. И овој сајм на книгата е своевидно ново поглавје во нашата Струмица. Поглавје кое се надевам ќе добие голем број поклоници, како убав вовед во посекуваната традиционална манифестација. Верувам дека од денеска, па се до 29 мај, овој наш прелов плоштад од 10 до 21 часот ќе биде убаво собиралиште на љубителите на книгата и дека секој од нив ќе го пронајде омилениот жан и посакуваниот настап. Во исто време се надевам дека посетителите ќе уживаат во непосредните контакти со неколките млади творци од нашиот град, кои ќе бидат дел од овој сајм. На самиот крај, сакам уште еднаш да го истакнам значењето на младинското ангажирање во општина Струмица, кое по кој знае кој пат резултира со нешто убаво, позитивно и корисно. Со тоа, уште еднаш се потврдува сознанието дека Струмица е општина померка на младите, но и на сите граѓани воопшто. Нате, слушнавме дека сајмот за книга е сега до недела. Мене ме интересира, имаме некои специјални попусти, па можеби некои од познативе книги ќе можат сега, да речеме, за некоја поевтина цена да се купат? Па да, Јована, секако дека има книги кои што имаат намалување, односно од 10 до 30%, па има и такви кои што има дури на 50% намалење. Нормално дека тоа зависи, бидејќи има цели 17 издавачки куќи, многу видови на жанрови и тематски книги кои што може да си ги изберат граѓаните на Струмица и пошироко, доколку има секако дека има од сите теми, односно има бестселери,
има криминалистика, драми, романи, значи сите оние кои што уживаат во опишаниот збор и во убавата книга, секако дека скоро секојдневно поминуваат низ штандовите и одбираат барем по 1 до 2 книги. Имаме од 100 денари книга па нагоре и секако дека овде токму на овој сајам на книгата во Струмица за прв пат под отворено небо имаме и струмички писатели кои што своите романи, односно издадени книги ги промовираат токму на штандовите во Струмица. Инаку овој сајам на книгата е под покровителство на библиотеката Блако Јаков Мучето, на Младински совет и секако на Академијата АБЦ. Доколку е спремна изјавата и на директорката на библиотеката во Струмица, Тања Гошева, предлагам да ја слушнеме. Задоволство ми е прво да кажам дека ќе ја исполнам желбата на нашите сограѓани кои другаруваат со книгата, кои веќе неколку години поред има можност да доаѓаат во библиотека и пред библиотека, каде имавме настан саем на книгата со помалку издавачи. Оваа година со помош на Младинскиот совет, со исто АБЦ од Струмица и библиотеката го организиравме овој настан со 17 издавачи. За среќа, за сите тие што сакаат да дојдат и да си позаимат, да си купат книга која ќе ја имат дома на нивните рафтови и која ќе ја прочитаат. Радост и задоволство е да кажам дека кај нас во Струмица читаат и најмалите и најголемите. И секогаш велам, читаат од 4 до 84 години, па затоа ги покануваме сите љубители на пишаниот збор од 4 до 84 години да го посетат сајмот на книгата и да си купат книга. 17 издавачи не се малку и тоа се најреномираните издавачи. Кој ќе кажам дека се работи за издавачката Куќа 3, Топер, Матица, Сакам книги, Арсламина, Култура наша, Култура, Магор, Ѓурѓа, Антолог, Бетемок, Македонска реч, Македоника, Икона, Феникс, Мартина. Тоа се издавачи со реноме, па повелете, дојдете и видете што има на нашите рафтови, што има тука на плоштадот и да можете да си купите. Снижени цени за посакувани изданија сигурно ќе ги привлечат граѓаните да дојдат на сајмот за книга и да си го купат своето посакано издание. И сега ме интересира еве трет ден како е отворен, колку луѓе, дали навистина масовно се посетува овој сајм кој што за прв пат се организира и вечерните изданија, како што ни најави, читам дека и познати писатели читаат делови од нивните дела. Дали и тие вечери се посетени? Веќе 3 дена е отворен, па имаме уште неколку дена, нели, до недела? Да, така е. Да, бидејќи отворено од 10 до 21 часот, овде на плоштадот во Струмица има голем број на граѓани, значи од 4 години па до 84 кои што го посетуваат овој сајм на книгата. Во текот на целиот ден, еве граѓаните кога се враќаат од работа, поминуваат или пак оние кои што решиле да го поминат своето слободно време со пријателите на кафе, пред се поминуваат низ сајмот на книгата, низ штандовите, погледнуваат за какви дела станува збор и многу умина од нив кои што еве да речеме некоја книга немат во својата домашна библиотека, ја купуваат и се збогатуваат со уште една книга и секако дека со пишаниот збор уште повеќе можеме да се збогатиме. Од рано наутро најчесто се оние ученици кои што се уште се останати во училишните клупи и оние повозрастните, доколку поручекта, односно попладне, имаме оние граѓани кои што односно се враќаат од работа и сите оние приквечер кои што сакаат да уживаат во семејството, бидејќи на овие штандови имаме и книги за најмалите, односно сите оние приказни кои што на нас, нашите родители, баби, дедовци ни ги споделувале, истите може да се најдат на штандовите, може да бидат купани и најмалите да се радуваат заедно со своите родители. Јована? На родителите ни се најпотребни изданија, можам да потврдам. Ти благодарам, Нате, на средина од оваа работна недела, навистина најновите информации од центарот на Струмица. Се надевам дека ќе ве послужи времето. До петок се разбира викендов ни кажа дека ќе биде убаво времето, но до петок се надевам дека ќе ве послужи времето и нема ова да биде само прво издание на сајмот на книга во Струмица, туку ќе ви стане традиција. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. Почитувани,
Ви благодарам за вниманието на средина од оваа работна недела. Ви закажувам уште 2 изданија од оваа недела, четврток и петок. 9 часот, ново во градот, ве очекувам на оваа фреквенција. А до тогаш телевизија Нова.